5 минути го чекаме лифтот и го нема. Докторе, само овој лифт ли е во болница? Па не, има вкуп на 4, ама другите 3 се расипани, само овој работи. Колку време се расипани, бе, доктор? Има негде околу 10 дена. 10 дена, ова го нема ни у Бурунди. И чекај се, со еден лифт одат и пациенти, и доктори, и сестри, сите. И плюс служи и за транспорт на медицински материјал. Значи не верувам, ова е лудило. Луѓе, ако ви се брза, овдека има скали, по скалите пешки. Па сите не можеме да одеме по скали, болни сме, затоа сме тука. Ве разбирам. Не можам да помогнам. Кажи ми. Зоки? Комплициран случај е Зоки. Да, знам дека е итно. Види, не можам у моментов да дојдам заради тоа што еве 5 минути го чекам лифтот да дојде. Во оној момент кога ќе дојде се качувам и правец на интензивна. Мими, не можам пешки да доаѓам заради тоа што вчера играв тенис и глуждат ми е расцветан. Ама сега не ми кажувај ти на мене, ајде молим те, бапни му таму некоја инекција на Зоки, доаѓам кога ќе дојде лифтот. Ајде. Докторе, а тие другите лифтови кога ќе ги пуштат? Дечко, јас тебе на лифт бој ли те личу? Појма немам. Значи, докторе, ќе идам у приватна болница. Ова навистина нема смисла. Тут ти е најпаметно. Па сите немаме пари, докторе, за приватни клиники. Ќе земам, ќе објавам и на Инстаграм и на Фејсбук за вас лифтови режими, мајка ќе објавам. Ту и некој ќе се потреса. Кажи ми. Еве, уште сум тука пред лифтот. Кажи. Зоки умре, ти кажав дека е комплициран неговиот случај. Бог да го прости сега, што да правам? Добро, тогаш да не брзам, Океј, ајде се гледам. И додека чекаме лифт, би умре пациентот. Господјо, што да правам? Лифтот го нема, а ја не можам да одам пешки по скали. Вчера играв тенис, значи да ви покажам, блуждов ми е расцветан како бабуре, ја гледате. Па друг пат не играјте тенис. Еве го бе лифтот, што само паничите.